Вчерашниот ден беше многу важен момент во нашето делување навивачко. Се почна со еден вид иницијатива за спасна победа, односно она стара поговорка кога се вели дека надежта последна умира. Надежта за победа никогаш нема да умире. Се додека има надеж, ние ќе набиваме, ќе работиме, ќе трчаме и така натаму. Сега да потенцираме на работа, дека треба да ја продолжиме, односно минатиот пат кога бевме собрани кај градоначалникот, односно пред општинската зграда, формираме иницијативен одбор од 7 души. Тука се и веде председатело, секретаро и 5-6 души. И тој иницијативен одбор ја продолжи иницијативата за постојање на победа. Луѓето работеа колку што може да работа, дојдовме до ова дереđe и вчерашниот ден е многу важен што ја продолжиме таа активност и ќе ја продолжиме. Моје размислување е дека овој иницијативен одбор секој ден треба да се обраќа пред општинската зграда и пред зградата, односно седишњето на Стопанската комора. Тие две институции ни се многу важни за обстанокот на победа. Сакаме да го продолжиме првенството, честно поштено да се доиграме со тој кадар играчки што го поседуваме моментално, а иначе сите знаеме и врачината знаа дека Прва македонска лига и Втора македонска лига е преплавена со прилепчанчина, преплавена е. Олимпискиот тим шампион на Македонија е комплетно ангажиран во Првата лига на Македонија, а во Втора лига например, да посечам 5-6 души игра само во ПК Кожов Гевгелија. Другите градови секаде се преплавени со прилепчанчи. А ние немаме играчки кадар да го продолжиме пролетниот дел. Игравме последните 2 кола со постари пионери. Не кадети, не младинци, туку со постари кадети. Пионери. И усвоивме убав резултат во Радовиш. Последното коло со судиите изгубивме, меѓутоа несреќно изгубивме. Дома казнети сме од сите страни добиваме удари. Удари, фудбалски удари, не фудбалски, односно не фудбалски удари добиваме и затоа дојдеме до овакво дереđe. Пари велиме дека нема, ама не е се во парите. Ние не бараме пари, ние бараме решение, бараме совет. Совет бараме. И од Стопанската комора, и од општината бараме совет и по тој совет бараме излезно решение, а тоа излезно решение ние ќе го почитуваме, ќе работиме за реализација на тоа решение, често поштено, бидејќи славна ни е историјата, славни ни се изминатите денови, тоа не се заборава, честно, поштености играле 70 години и така натаму, да не зборуваме и пред Втората светска војна, тие генерации кои што ја краселе победа и денеска сакаме идните генерации што се тука тие се тука, ни цела Македонија, тука се дечи се врата дома. И тие да ја продолжат традицијата некогаш на нивните дедовци, татковци и така натаму. Јас се надевам... Прилеп со победа, прилеп без победа, која е разликата? Прилеп е победа, победа е прилеп. Таа девиза почитуваниот наш Кирца, односно Кире Самарджиовски, ја проповедаше таа парола се за победа, се за победа. Победа е прилеп, прилеп е победа. Тоа го носиме во душата, во срцето и ќе продолжиме, честно, поштено, ќе продолжиме, ќе се бориме истовремено и против фудбалската мафија на Македонија, кој што има длабоки корени и прсти ширум цела Македонија, ама во Прилеп посебно. Обвинувам со основа, бидејќи таа фудбалска мафија, сите ја знаеме, и врачината ја знае, и против незе ќе се бориме, често поштено, и ќе победиме на крај.